Прво, во интерес на јавноста една работа да расчистиме. Цената на струјата со овој закон не се намалува. Се одржува цената на струјата. Значи немаме намалување на цената на струјата. И нашиот предлог е во насока доволно повторно да не бидеме ставени во иста ситуација, туку да антиципираме што е очигледен тренд. Но прашањето е до слух кај власт. Имаше одредени политички тези за згради кои што немаат имотни листови, и во собранието да апелирам, ако некаде нема имотен лист, нека се руши. Само слушаме постојано, морам да одговорам на политичка теза, таму нема имотен лист, ова е дивоградба, таму нема имотен лист. Зошто стојат тие објекти, ако се противправни? Значи, 5-та година, влегувате во 5-та година од вашиот мандат, ова е противзаконски, ова, нека постапуваат институциите, не во собранието, нема во имотен лист. Значи, институциите нека одговарат. Институциите 5 години под СДСМ и само политички тези. Пластично да го објасним ова прашање. Дали е поскап животот во Македонија? Поскап. Дали кога кидете во маркет со 1000 денари купувате помалку од што сте купувале лани, годината пред тоа? Дали се граѓаните побогати? Ниту номинално, ниту практично. Така? Значи, ниту на хартија не се побогати, а ниту се чувствуваат побогати. И патам, очекувам наскоро да излеземе надворот. Слушав вчера една теза, со европско знаменце ќе се пуштал закон затоа што било дел од Париски договор. Во ова собрание ние постојано алармираме на кревање на даноците во државата. Во рамките исто така на оваа тема која што сега ја отвараме политички, и гледаме дека ќе се креваат даноците во државата. И тој живот што е и така скап и така тешко одржлив, тек ќе се отежнува спрема граѓаните. И добро е да се споредуваме со земјите членки на Европската унија, со Малта, Словенија, Полска, Исланд, Италија, Германија, но далеку сме од тие земји по сите возможни критериуми. И на крајот на денот, иако факт е дека опозицијата прва јавно го даде овој предлог, јас поздравувам што се предложи од владата. Но ќе ви објаснам, не го спорам моментот за поврат на ДДВ-то од страна на правните лица. Но го отвараме прашањето и за ликвидноста ни. Не е, најпрактично го гледаме. Прашајте ги компаниите, прашајте ги стопанските комори. Дали ќе им значи ваква одредба во овој закон или ништо, воопшто не им значи, се едно, они се подготвени, многу се ликвидни нашите компании, ова се добри економски години, затоа велиме, дајте нешто заеднички да направиме, да го решиме овој проблем. А за ЕЛЕМ и за МЕПСО, многу сакам да ја отвориме во оваа комисија, бидејќи гледам по заинтересирани говорници, и утре ќе дискутираме, 2 дена ќе имаме дискусија за ЕЛЕМ и за МЕПСО. Што се правило, што се прави во ЕЛЕМ и во МЕПСО. Искрено, желбата ми е, но по интересот на говорниците нема да биде така, желбата е што побрзо да завршиме, да се усвојат овие амандмани и да донесеме законско решение, кое што ќе помогне за апсорбција на овој ценовен шок кај граѓаните и компаниите помалку да го почувствуваат тоа, но и сега да донесеме решение кој што ќе ги решава проблемите и до година, и годината после тоа. Дајте да ги антиципираме проблемите за граѓаните, не го спорам. Ќе дебатираме политички, ќе разменуваме различни ставови. Но дајте да направиме нешто што ќе ги реши долгорочно проблемите. Тоа ми е стравот. Мојот најголем страв е, неспорно е, ВМРО ДПМН ќе поддржи намалување на ДДВ. Но бараме тоа да биде посеопфатно решение од тоа што го има во актуелниот предлог закон.